Почитувани, денес е Водокрст, ден пред светото богојавление на Господ Бог и Спасител наш Исус Христос. Кога се крштеваше во Јордан Господи, на светот му се откри Света Троица, зашто гласот на родителот сведочеше за тебе, именувајќи те возљубен син. И Духот, во вид на гулаб, ја потврдуваше вистинитоста на неговите зборови. Христе Боже наш, Ти си ги осветил јорданските води и си ја скршил силата гревовна. Си ги преклонил дланките пред Јован Претеча и родот човечки си го спасил од лагата. Затоа те молиме, спаси ги душите наши. Те величаме, Христе, извору на животот. Дојдете верни, да видите каде Христос се крсти, да го прославиме тоа што се случи на реката Јордан и да го видиме Создателот на Адам, како се крштева од раката на слугата и кон него велегласно да извикаме. Ти си дошол и си се јавил во Јордан да ги осветиш водите. Бог Словото му се јави на родот човечки, стоеше во Јордан да се крсти и Јован Претеча му говореше. Како да ја пружам раката и да ја допрам главата на оној што ја држи вселената? Ти си Бог предвечен, дете на Марија, недостижен Господи, слава Ти. Пригответе му го патот на Христа, израмнете ги патеките на нашиот Бог, викајки со вера. Никој не е свет како нашиот Бог. Со вера да дотрчаме набожно кон пречистите извори на овој спасоносен бран за гастење на жетта божествена. Господи, денес и се јави на вселената и Твојата светлина се покажа врз нас, кои разумно Ти пееме. Ти си дошол и си се јавил, светлино непристапна. Почитувани, утре Бог ќе се јави. Македонија вечна, моја, наша Македонија. Го следевте Владневниот радиовесник, техничка реализација Анита Патровска, спикер Часлав Митрички. Вестите ги уреди Снежана Димовска, одговорна уредничка на првиот програмски сервис Наташа Андреевска, продукција Македонско радио, Радио Скопје, 18 јануари 2025 година.